Марија, здраво! Ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник ова специјална вечер пред се за твојот брат и за вас како фамилија. Како се чувствуваш, кажи? Ти благодарам, честа е моја. Јас сум малце под пресија, под еуфорија, ама ќе ми биде драго да кажам нешто во врска со ова што се случува. Како, дали го замислуваше ти, Стефан, да дојде до ова ниво, еве да ни приреди на нас како гледачи, како присутни на цела наша држава, да воведе еден еве нов термин, нова вечер, нов правец во македонската естрада? Знаеш како јас мислам дека не го памтам веќе Стефан пред ова. Тој толку многу постигна, толку многу направи од себе пред се. Јас мислам дека немам друга слика за Стефан освен да очекувам да прави големи нешта и посакувам да трае неговиот успех, затоа што јас му познавам и душата, јас ги познавам и неговите корени, знам колку е способен и колку може многу повеќе да направи. Така, кажи ми, ете, спомна дека не се сеќаш, но сигурно ќе се присетиш како беше Стефан како дете. Дали вие двајцата бевте како секој типичен брат и сестра, полавковци, кој беше поплачко, дали се тепавте, има ли некои такви случаи кои што ги паметиш? Има. Сега како ќе се сетам, многу беше немирен. Немаше волку култура, немаше волку стил, немаше вакво држање. Сакаше да прави нешто, не знам, некоја белјане, некоја фора да направи. Да ме направи мене, да ме изнервира едноставно. Сакаше да го направи тоа. И сега ќе се сетам, ми фали тоа време. Ти фали? Да, многу ми е налицкан вака, среден, топ ми е, многу ми е совршен. Ми фали малце така како ќе ми скриеше нешто, па ќе се скаравме и така. Така порасно одеднаш. Кажи ми, како се чувствува твоето семејство? Тука е присутен татко, ти го видов, мајка ти не знам. Така тука е? Да. Мајка ми и татко ми се тука. Ние четворица сме тука. Јас, брат ми, мајка ми и татко ми. Многу сме среќни. Мислам, душата ми е полна. Баш ми е полна душата. Колку сте горди на Стефан? Па, да кажам, горда сум е мал збор, зашто јас знам што тој чувствува во моментов и знам дека ова многу повеќе од некој успех во однос на некој проект што сака да го реализира. Јас знам дека ова е тој. Тој застанува на сцена, блеска, зборува, тоа е тој. Кажи ми, што му посакуваш? Му посакувам да остане свој, му посакувам да се слуша само себе, затоа што навистина дури кога греши е најдобар свој советник во секоја ситуација. Му посакувам да има среќа и да е полн со љубов и со убави вредности како што веќе е. Накратко сакам да те прашам, да не должиме многу, како е со твојата кариера, во кој правец се движи, имаш ли нови проекти? Те гледаме дека си многу активно по социјалните мрежи, знаеме дека нели се занимаваш со актерство, мислам дека работиш исто и значи уметничка работиш едноставно. Исто така работиш и во вашиот салон, претпоставувам. Кажи ми, во кој правец се движи Марија? Јас полека, можам да кажам сигурно, влегувам во водите на актерството. Тоа е една професија која што од секогаш сум сакала да ја се предадам. Моментално сум студент, меѓутоа работам на проекти кои што во блиска иднина би требало да се реализираат. На повеќе полења сум, функционирам како артист. Мислам дека е многу рано да зборувам за мојата кариера, но дефинитивно сум посветена во тоа што сакам да го остварам. Ти благодарам најмногу, продолжи да уживаш во оваа прекрасна вечер и се надевам дека во иднина ќе направиме едно подолго интервју заедничко. Јас се надевам и ти благодарам на честа.